Советот на Народната банка донесе дополнителни мерки по промената на основната каматна стапка, се со цел зајакнување на очекуваниот ефект. Со писмено соопштение се огласи од Централната банка. Заради натамошно поттикнување на процесот на денаризација на депозитите во домашниот банкарски систем, Советот ја зголеми стапката на задолжителната резерва за обврски на банките во домашна валута со валутна клаузула. Со оглед на незначителното учество на овие обврски во билансите на банките, измените се исклучиво заради натамошно задржување на ниската склоност на економските субјекти за пласирање на овој вид на депозити во домашните деловни банки. Пишува во соопштението на НБРМ. Од следната недела на банките ќе им биде овозможено да пласираат девизни депозити во Централната банка по повисоки каматни стапки од тековните негативни стапки кои што преовладуваат на меѓународните финансиски пазари, велат од Народната банка. Заради одржување и зголемување на депозитите во домашниот банкарски систем, Советот ги преиспита и ги подобри условите за пласирање на девизни депозити на домашните банки во Народната банка. Пишува во соопштението. Од Народната банка очекуваа дека со оваа мерка ќе се придонесе за намалување на трошоците на домашните банки. Инаку гувернерот Димитар Богов истакна дека доколку во земјава продолжи политичката криза до крајот на годинава, растот на економијата би изнесувал само 1,6%, при што основното предвидување за растот од 3,5% нема услови да се оствари. Според Богов, доколку нема итна политичка разрешница, ќе следува намалување на потрошувачката на граѓаните, пат на инвестициите и забавена кредитна активност.